Централен дневник на регионалната КСН. Добро вечер. Дневните актуелности ги донесуваме веднаш по трите настани кои го одбележаа денот. Гледајте дневник. Старите верници велат, една црква се гради на 100 години, Велешани за 10 години, градат 3. 250.000 евра ќе бидат издвоени за изградба на плоштад во Демир Капија. Заврши 11-та поред ликовна колонија па Прадишки мајстори. Старите верници велат, една црква се гради на 100 години, Велешани за 10 години, градат 3. Осветени темелите на новата црква посветена на претходникот и крстител Јован. Локацијата е во нова населба во местото познато како Багремче. А градителите Македонската православна црква и општината велат дека одлуката за градба на ова место паднала бидејќи овој дел од градот е густо населен со население кој има потреба од ваков храм. Градењето на храмот е потврда дека црквата и верниците се неразделни од општественото живење. Осветен е камен темелникот на новиот храм во Велес, посветен на претходникот и крстителот Свети Јован. Лоциран е во кругот на касарната кај местноста Багремче. Молитвен собор за благословување одржаа поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, и митрополите Дебарско-Кичевски Тимотеј и Агатангел Повардарски. Овие градби ја прават Македонија земја црква, тврдина на верата и долина Господова. Затоа и секоја нова градба на храм, на црква по македонската земја е надградба на древните и длабоки христијански темели, продолжеток на вековната традиција на сакрални дела во Македонија. Убави цркви се само полни цркви. Храмот бил и останува најдобрата училница на животот, на моралот и на духовните вредности. Како што светиот пророк Јован повикуваше на покаяние, така и ние од ова свето место, бидејќи го светивме сега, ја повикуваме нацијата на обединување, за да обстои нашата света македонска црква и оваа наша прекрасна и убава света Македонија. За да продолжиме една долга традиција на нашиот народ по сите краеви, откако името Христово е прифатено во душите на нашите прадедовци, се градело во слава на Бога и на неговите светии. Велешани задоволни од изградбата на храмот во нова населба. Мислам дека прво многу добро е одбрано местото, значи да се бараше пуба локација немаше да одбериме. А второ, многу значи за овој дел од градот, пошто дека во близина нема ниту една црква, така што за православниот свет многу ќе ни значи на сите. Да, многу најубаво. И најсреќни сме и многу убаво се да бидеме здрави и живи и се најубаво нека не држа здравието и среќа да имаме и се најубаво да и од вас и сите. Е така. Да, добро е да. Тука близко е. Да, време треба да имаш да одиш на друго место, ако не можеш да отидеш тука близко и ќе запали свеќе. Да. Супер е. Изградбата на црква во овој дел од градот беше на барање на жителите. Јас сум многу среќен што со поддршка на општината, со поддршка на Министерството за одбрана создадовме услови нашиот архиереј митрополитот Агатангел да ја започне оваа градба, ќе бидеме со него, ќе помагаме и сигурен сум дека ќе значи еден нов и духовен, но и добар почеток за нашиот град. Земјиштето на кое се гради црквата го отстапи Арама, додека деталниот урбанистички план Советот на општината го донесе едногласно. Успеавме да ги извадиме сите потребни документации. Еве денеска гледате самите предбројно население од овие урбани заедници составија камен темелите на новата црква Свети Јован. Јас се надевам дека ќе биде готова во предвидениот рок и истовремено ова е голем ден и големо значење за сите овие жители тука. Црквата Свети Јован во Велес ќе се гради со средства обезбедени од Повардарската епархија, со покровителство на општина Велес, како и со донации и доброволни прилози. Градежните работи ќе ги изведува Тргоцемент од Велес. Се очекува истата да биде готова за година и пол. На осветувањето на камен темелникот
предходеше заедничка молитва во реновираниот храм посветен на Мајката Божја. Се подобрува инфраструктурата во Демиркапија. Наскоро жителите ќе добијат нов плоштад, а во добра кондиција е изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица. Изградбата на плоштадот ќе чини 250.000 евра. 250.000 евра ќе чини изградбата на плоштад во општина Демиркапија. Пари обезбедени од Агенцијата за рурален развој. Со изградбата на плоштадот, општината планира да ја забрани фреквенцијата на автомобилите кои сега минуваат низ него. Но за да се случи тоа, потребно е изградба на обиколница на влезот на Демиркапија. Исто така ќе биде реконструиран и мостот на кој конструкцијата во моментов е многу слаба. Изградбата на плоштадот треба да започне на почетокот од следната година. Обиколница, тоа е од самиот влез на петлето, правиме нов мост, бидејќи Демиркапија се дели на два дела и не врзува еден мост. Тој мост се соносил со 20 тони и тука екзистира гранит, исто така сега и грчката фирма со правење на автопатот, така да имаме проблеми со тој мост може да падне. Во моментов најголем проект кој што се реализира во оваа општина, а е проект на владата на Република Македонија, е изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица. Градоначалникот Трајче Димитриев вели дека голем бенефит ќе има локалната самоуправа со изградбата на автопатот. Тој воедно потенцираше дека на изградбата на автопатот работат и стотина лица од Демиркапија. Автопатот е во добра насока, во добра кондиција, гледам, некаде околу 60% е веќе готов, целиот труп е направен, тунелите се готови, мостовите се веќе, некои се при крај, некои веќе се ги завршуваат и се планира некаде до крајите на 2016 година да биде веќе и готов автопатот, така да тоа е едно огромно значење за Демиркапија. Локалната самоуправа дел од автопатот го има урбанизирано и на него ќе гради 2 бензински пумпи, што дополнително ќе придонесат Демиркапија да остане општина со најниска невработеност. Општина Лозово работи на низа проекти кои ќе треба да го подобрат животот на жителите, најави градоначалникот Цветковски. Еден од нив е отворање на полициска канцеларија и дисперзирана канцеларија за издавање на лични карти, возачки дозволи и пасоши. Повеќе проекти во општина Лозово ќе се реализираат во служба на олеснување и подобрување на квалитетот на животот во општината, најави градоначалникот Орце Цветковски. Еден од нив е отворање на полициска канцеларија и дисперзирана канцеларија за издавање на лични карти, пасоши и возачки дозволи. Според планираното, канцелариите во почетокот ќе работат 3 до 4 дена во неделата, а понатаму работењето ќе биде одредено според потребите. Значи полициска канцеларија се е договорена, од наша страна требаше ние да обезбедиме 2 канцеларии, да ги опремиме тие канцеларии, со фасада, врати, ПВЦ, ламинат, решетки, тоа од наша страна е завршено, согласност имаме добиено од полициска станица Свети Николе. Сега се бара само уште согласност од министерот за внатрешни работи. Овие канцеларии ќе им бидат од голема корист на жителите, бидејќи како што нагласи Цветков, потребните документи ќе ги добиваат во Лозово, наместо да патуваат во Свети Николе. За полесно и поефикасно извршување на секојдневните обврски и лични потреби, ќе се воведе и меѓуопштинска автобуска линија. Сега со новиот пат, експресен пат, доста автобуски постројки се укинати, тие веќе не се во функција, така да со новата автобуска линија ќе бидат поврзани од Велес, ќе оди Каратманово, Дорфулија, Лозово, по можност можеби до Милино ќе оди автобуската линија. Сите граѓани од Велес ќе може да патуваат до општина Лозово и од општина Лозово кон Велес. Покрај овие, во општина Лозово во моментов се работи и на неколку други проекти. Проектите чија реализација е предвидена за 2015-та имаат вкупна вредност од 500.000 евра. Нова опрема во вредност од 100.000 евра ќе добие Велешката болница. Сите оделенија ќе бидат комплетно опремени со нова опрема. Така ќе се подобрат условите и начинот на лекување кај пациентите.
Нова опрема во вредност од 100.000 евра ќе добие Велешката болница. Стариот анестезиолошки стол, постар повеќе од 30 години, ќе биде заменет со нов. Исто така болницата ќе добие нов гастроскоп, а на уролошкото оделение стариот уролошки столб ќе биде заменет со нов, вели директорот на општата болница Василев. Минатата година го опремивме комплет интерното оделение, кое што немаше буквално да кажем ниту еден апарат, освен лекарските слушалки и ЕКГ, сега си ги има и ехото, и стрес тестот, и холтери, гастроскопија веќе набавиме тој што се расипа, значи комплетно опремено оделение. И хируршките оделенија се исто така комплетно опремени, физикалното оделение е во нови простори со нова апаратура, нервно оделение исто така има нова апаратура, односно ЕЕГ-то е ставено во функција, а за таа цел и двајца од докторите одат на едукација во Скопје за ЕЕГ и ЕМГ електромиографија. Нов апарат за вградување на леки и нов микроскоп во вредност од 100.000 евра ќе добие очното оделение, каде во иднина ќе се вршат операции на катаракта според вако методата. Процедурата е веќе во тек за набавка на апарат за вградување на леките. Договорено е да се вградуваат по 500 леки годишно, што значи 10 леки неделно. За таа цел двајцата очни доктори што ги имаме беа на повеќе месечни едукации во Бугарија, во Полска, во Шпанија, во 8 септември во Скопје. Сега се чека само набавката на апаратот и да почнеме со работа. Во последните неколку години опремувањето на болницата оди во нагорна линија. Сите оделенија ќе бидат комплетно опремени со нова опрема. Така ќе се подобрат условите и начинот на лекување кај пациентите. Заврши 11-та ликовна колонија Папрадишки мајстори. Куќите на уметноста беа ателје на 23 уметници од земјава, Балканот и пошироко, каде 9 дена твореа и создаваа врвни уметнички дела. Голем број граѓани ја посетија ликовната колонија и има можност да погледнат што се изработиле рацете на неуморните креативци. Заврши 11-та ликовна колонија Папрадишки мајстори. Куќите на уметноста на Касапови и Джинот повторно беа инспиративните места каде 23 уметници твореа и создаваа вредни уметнички дела. Општина Велес беше домаќин на етаблирани уметници од Источна Европа, кои што ја збогатија нашата културна ризница. Академскиот скулптор Ангел Коруновски вели дека ликовната колонија е амбасадор на уметноста и културата на Македонија. Да, задоволен сум. Нормално секоја година е различна. Еве, оваа година на пример имаме највеќе фигурација, највеќе пейсажна уметност, архитектура, тоа така случајно испадна. Други години преобладувала апстрактната уметност. И секоја година е различна, уствари и тоа е богатството. Значи можам да кажам дека оваа ликовна колонија придонесува многу за да се збогати нашата културна ризница на градот. Учесниците исто така беа задоволни од ликовната колонија, велат дека Велес е посебен град. Конкретно за колонијата рекоа дека е извонреден начин за прикажување на своите правци во уметноста. Овде се сјајни организатори. Овде се одлични организаторите. Навистина овде ни беше прекрасно. Велес е посебен град, малку оттргнат од реалноста, како да заспал во времето. Со оглед дека долго време се занимавам со сликарство, се сместив со група на лирска абстракција. Мало да е заспао од време. Секој уметник си има однапред изведен концепт. Некој уметник тоа го прави кога ќе ги запознае нели околината, кога ќе ги запознае луѓето, кога ќе го види овој прекрасен поглед нели околу. На тој начин фактички јас се инспирирав од поглед кој што нели веќе ми е пред моите очи 10 дена нели ноќе и дење, така да пред да доам немав некој јасен концепт што би правил, меѓутоа кога го видов повторно кога се соочи со оваа околина која што уникатна, решив да го направам токму ова. Новина за овогодинешните папрадишки мајстори е тоа што имаше селектор кој го оценуваше квалитетот на изработените дела, а воедно тој на колонијата помагаше и при изборот на учесници за следната година. На мој предлог одбрав одредена група на луѓе кои што домаќините, нели браќата Филип и Ангел Коруновски ги прифатија. Се надевам на општо задоволство на сите. По втор пат сум овдека. Квалитетот е зголемен, дружењето е
Нели во секој поглед позитивно и воодушевувачки. Уметничката манифестација по четврти пат беше делегирана од страна на локалната самоуправа. Ова е уште една потврда за културата и уметничката димензија на општината. Традиционално уметничките дела ќе бидат представени на изложба по повод 9 ноември, денот на општина Велес. Викендов во чест на виното и ракијата кавадарчани играа и пееа, а веќе од понеделник тие започнуваат со берба на родот за чиј квалитет велат дека е одличен. Годината се погоди само уште откупната цена да се договори. Ова беше синокешниот коментар на лозарите. Повеќе за карневалската вечер од прилогот на колешката Елица Радевска. Петнаесет карневалски поставки од Македонија, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина, Црнагора, Бугарија, Грција, Кипар и Полска вчера вечер продефилираа низ кавадаречките улици на втората вечер од стопанско-туристичката манифестација Тиквешки гроздобер. Ето дека карневалџиите ги играа своите танци, винариите од друга страна на плоштадот подготвени ги дочекаа гостите за да го промовираат најдоброто вино и ракија во регионот. Во чест на виното и ракијата, кавадарчани играа и пееа. Веќе од понеделник тие започнуваат со берба на родот за чиј квалитет велат дека е одличен. Годината се погоди, само уште откупната цена да се договори. Ова беше синокешниот коментар на лозарите. Карневалската вечер на стопанско-туристичката манифестација, која има за цел промоција на најголемиот вински регион во Македонија, кулминираше со настапот на Црвена јабука и Оливер Драгоевиќ. Со детскиот карневал пак заврши 51-то издание на Тиквешки гроздобер. Министерот за здравство Никола Тодоров најави нова инвестиција во здравството вредна повеќе од 100 милиони евра. Од донесувањето на законот за азил над 50.000 мигранти ја минале Македонија. Многу сериозен инвестициски циклус во здравствената инфраструктура во вредност од повеќе од 100 милиони евра, најави министерот за здравство Никола Тодоров во интервју за телевизија Алфа. Тој напомена дека огромен број на проекти се започнати и уште добар дел објекти ќе бидат започнати во наредниот период. Тодоров истакна дека станува збор за изградба на клиничката болница во Штип, клиничкиот центар Скопје, реконструкција на клиничката болница во Битола, реконструкција на општата болница во Прилеп, изградба на нов ургентен центар во Куманово. Завршена е реконструкцијата на поликлиниката Букурешт, комплетно се изгради општинската болница во Охрид, а во завршна фаза е изградбата на нова болница во Козле, која во наредниот месец до месец и половина би требало комплетно да биде изградена и пуштена во употреба. Во завршна фаза е изградбата на 5 центарот, а се изгради и отвори комплетно нова државна кардиохирургија. Воедно нагласи дека е во тек реконструкцијата на општата болница во Кичево и ќе следи реконструкција на болницата Свети Еразмо во Охрид. Над 50.000 мигранти, најмногу од Сирија, летово ја минеле Македонија, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. 50.268 потврди на странски државјани се издадени од донесувањето на законот за азил и привремена заштита, односно од 19 јуни, а во последните 24 часа 985 потврди се издадени на странски државјани. Од нив 7789 се деца кои патувале со родителите, а 878 деца патувале сами без родител. Околу 40.895 лица дошле од Сирија, а останатите се од Авганистан, Ирак, Пакистан, Палестина, Сомалија, Бангладеш, Конго, Нигерија, Камерун, Еритерија и Етиопија. Во последните 24 часа до оделението за азил не се поднесени барања за признавање на право на азил, а од започнувањето на издавањето на потврдите до оделението поднесени се 49 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Унгарија ја постави оградата од бодликава жица која ќе треба да го спречи неконтролирањето влегување на мигранти. Во Канада 200.000 домаќинства останаа без струја поради бура. Вести од светот. Поставена е оградата од бодликава жица која треба да го спречи неконтролираното влегување на мигрантите во Унгарија од страна на Србија. Од Унгарското министерство за одбрана соопштија дека на 2 дена пред истекот на рокот, 31 август, е завршен првиот дел од оградата на границата.
Оградата е долга 175 километри и истата е од 3 редови бодликава жица. Таа треба да биде дополнета со дрвена бариера висока 4 метри, која пак започне да ја подигнува унгарската војска. Овој проект е изгласан од страна на унгарскиот парламент на 6 јуни, а за целосно да биде завршен, ќе бидат потребни уште неколку месеци. На ова се спротивставува Србија. Во моментов, од унгарска страна на границата со Србија се распоредени 1000 припадници на пограничната полиција, а уште 2000 ќе бидат оперативни од 1 септември. Вчера е откриена нова бегларска драма во Австрија, откако предвадена беше откриен камионот во кој беа пронајдени 70 починати бегалци. Австриската полиција соопшти дека за време на рутинска контрола во близина на германската граница, камионот бил сопрен иако шоферот првот бил да застане. Во него имало вкупно 26 бегалци, помеѓу кои 3 мали деца. Децата биле многу дехидрирани и пренесени во болница во екстремно тешка состојба, велат властите. Доколку патувањето се продолжило, ситуацијата ќе станала критична, изјавил потпаролот на австриската полиција. Бегалците биле претежно од Сирија, Бангладеш и Авганистан. Сите сакале да стасаат до Германија. Поради големата бура што беше проседена со урагански ветрови и пороен дожд, околу 200.000 домаќинства останаа без струја во западната канадска провинција Британска Колумбија. Невремето го погоди јужниот дел од провинцијата, меѓу другото и Ванкувер, мегаполисот на Британската Колумбија. На одредени места брзината на ветерот достигна 117 км на час. Стотици дрва се откорнати, прекинати се електричните линии, а нанесена и материјална штета на десетици автомобили на стамбени згради. Започна петата сезона во СЕХА лигата. Македонската кошаркарска репрезентација уште еднаш поразена, овој пат од Летонија. Иџе ја одбрани титулата европски шампион на ридски патеки. Домашен спорт. Белорускиот тим Брест Мешков со надпреварот против дебитантот од Србија Спартак Војпут ја отворија новата пета сезона во регионалната СЕХА лига. Тие уште на самиот старт од надпреварот направија резултатска предност која на полувремето изнесуваше 7 гола, за до крајот на мечот да се зголеми на 12. Крајниот резултат на надпреварот беше 40-28. Во тимот на Брест не настапи најновото засилување поранешниот играч на Металург Павел Атман, а најефикасен беше Стојковиќ со 7 постигнати погодоци. Макс Струмица својот прв дуел од СЕХА лигата ќе го одигра на 2 септември на домашен терен против Војводина, а шампионот Вардар својот прв надпревар исто така ќе го одигра против Војводина, но на 5 септември. Македонската кошаркарска репрезентација вчера во Рига загуби на последниот контролен дуел од селекцијата на Летонија. Крајниот резултат на надпреварот беше 85-69. Најефикасни во нашиот тим беа Самарджиски со 13 и Костовски со 11 поени, а Хендрик, Страјковски и Симоновски не настапија. По овој надпревар кошакарите се враќаат во Македонија. Во следните денови селекторот Србиновски треба да ги објави имињата на 12 патници на Евробаскетот. Македонија ќе настапи во групата С, а првиот надпревар го играат на 5 септември против Грција. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски иџе ја одбрани титулата европски шампион на ридски патеки, откако неговиот главен конкурент за титулата Лукас Војачек излета и не успеа да ја заврши трката на патеката Илирска Бистрица. Пред оваа трка на иџе му беше потребен само бод за да ја одбрани титулата. Последната трка ќе се вози во Хрватска, каде што ќе му биде и доделен пехарот на Стефановски. Тој ќе биде запишан во историјата на овој спорт како прв автомобилист што успеал да ја одбрани титулата во оваа конкуренција. Заврши светското првенство во атлетика Пекинг 2015. Јувентус ангажираше уште еден германец ова лето. Меѓународен спорт.
Во последниот ден од светското првенство во атлетика беа доделени 7 златни медали. Најмногу внимание привлекоа двете штафетни трки во машка и женска конкуренција на 4 пати по 400 метри. Во женска конкуренција златото го освои Јамајка со време од 3 минути 19 секунди и 13 стотинки, откако во последните 100 метри го превзема водството од американките. На третото место заврши селекцијата на Велика Британија. Во машката штафета американците конечно освоија злато во една спринтерска трка. Тие за време од 2 минути 57 секунди и 82 стотинки ја завршија трката пред Тринидад и Тобаго и Велика Британија. Во финалната трка на 5000 метри за жени, репрезентативките на Етиопија ги освоија првите 3 места. Најбрзо од нив беше Алмаса Јана која постави рекорд на шампионатот. Среброто и бронзата го освоија Тефери и Дибава. Во дисциплината фрлање копја за жени, германката Катрина Молитор го освои златниот медал откако во последната серија постигна резултат од 67 метри и 69 сантиметри. Оваа далечина беше недостижна за Луот Кина и Вилоен од Јужна Африка. Најуспешната нација на овој шампионат Кенија освои уште еден златен медал на 1500 метри преку атлетичарот Азбел Кипроп. Тој патеката ја истрча за време од 3 минути 34 секунди и 40 стотинки. Во последната дисциплина која се одржа попладнево на светското првенство и траеше најдолго, за прв пат три атлетичари имаа исто постигнување. Во скок во височина во машка конкуренција Дроин, Бондаренко и Жанг прескокнаа 2 метра и 33 сантиметра, но потоа на височина од 3 сантиметри повеќе никој од нив не успеа, па судиите одлучија да ја намалат висината на 2.34, која само британецот Дроин ја прескокна и со тоа го освои златниот медал. Претходно утринава Маре Дибаба од Етиопија го освои златниот медал на маратонот во кој три атлетичарки се бореа за победата до крајот на трката и пристигнаа во иста секунда, но сепак Дибаба беше најбрза. На денешната трка во MotoGP, Валентино Роси на влажната патека во Силверстон од четвртата стартна позиција стигна до победата. Друштво на подиумот му правеа Петручи и Доициозо. Неговиот клубски колега заврши на четвртата позиција, откако претходно на 10 кругови пред крајот на трката Марк Маркес излета од патеката додека се обидуваше да го престигне Роси. Со оваа победа докторот ја презема првата позиција во генералниот пласман со 236 бода, 12 повеќе од Лоренцо, а Маркес е на третата позиција со 159. Следната трка е за 2 недели во Италија. Јувентус ангажираше уште еден германец ова лето, покрај Сами Кедира кој пристигна во клубот како слободен играч, тие го доведоа Јулијан Дракслер од екипата на Шалке. За неговите услуги старата дама ќе исплати сума од 26 милиони евра плюс 6 милиони како бонуси. Дракслер минатата сезона многу често беше повреден, па не успеа да го покаже својот потенцијал во германското првенство. 23 годишниот играч од средниот ред ќе биде девети германец кој заиграл за Јувентус во нивната историја. Сончево и топло време имавме денес, слично време не очекува и утре. Еве ги деталите за временската прогноза за општините од Вардарскиот регион. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.